Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за хронична обструктивна белодробна болест. Колку грипот, сезонските вируси, маглата и загадениот воздух влијаат на влошување на состојбата кај лицата кои што имаат ХОП. Дали спирометрија е златен стандард во дијагностика на оваа болест? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е вонреден професор доктор Димитар Каркински, пулмолог и директор на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза. Доктор Каркински, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден и благодарам што ме поканивте. Еве за почеток како кратка дефиниција, што всушност значи ХОП? Така. Значи ХОП или хронична обструктивна белодробна болест представува болест на белите дрвови, тоа е поточно на дишните патишта и на паренхимот или на ткивото на дишните на белите дробови. ХОПот ги уништува, тоест ги искривува и ги стеснува дишните патишта, значи се намалува протокот на воздухот, а самото ткиво на белите дробови знаете дека тоа е составено од меури, тоест алвеоли. Воспалението кај оваа болест ги пука тие алвеоли и создава празни простори. Алвеолите, во нив се врши размена на гасови, а кога ќе испукаат алвеолите се формира емфизем и тогаш имаме воздух, но не е функционален. Така да нити се врши размена на гасови, нити па може да влезе воздухот во белите дробови. Значи, во секој случај, малку потешка болест. Да, апсолутно. Секако ние често зборуваме за ХОП, меѓутоа сега сме во сезона на вируси, надвор имаме магла, имаме загаден воздух. Певе да почнеме со ред, колку маглата и загадениот воздух кој што ни е присутен овие денови е ризик, сериозен ризик фактор за лицата кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест? Апсолутно. Прво да кажам дека грипот според мене број еден проблем кај овие пациенти не е многу далеку е загадениот воздух. За жал, кога ќе имаме сезона, например, еве очекувам јануар, баш како што разборавме, од кој се враќаат луѓето од скијање, ќе го пренесат вирусот и за жал тогаш имаме појава на најголем број на смртност од пациентите со ХОП поради грипот. Додека загадениот воздух посекако представува голем проблем. Зашто? Белите дробови се оштетени од хроничната обструктивна болест. Значи, замислете како да имате еден пат и асфалтиран и мазен. Тоа е кај здрав човек. Кај болен човек е еден пат кој е со дупки, како што често ги гледаме овде на улиците во Скопје. Кога ќе влезе таа честица, значи тие хемиски материи, PM честици или поголемите честици или гасовите, тие влегуваат во белите дрвови и прават воспаление. И сега на тој оштетен белдроб, на веќе оштетен белдроб со намален капацитет и со намален провод на воздухот, многу потешко се исполнува една клиничка слика која е многу потешка и подрастична визави тие што имаат здрави бели дробови. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Каркински, овој период често ние прашуваме и лекари што прави воздухот, како да си помогнат, меѓутоа еве конкретно за оваа категорија на пациенти кои што имаат ХОП, како сами да си помогнат во домашни услови кога имаме такви високи концентрации на штетни материи во воздухот? Значи, нема да кажем ништо ново, препораката како сите што ја спомнуваат е во најзагадените денови едноставно да не излегуваат од дома. Нема друго решение додека не се намали загаденоста на воздухот во Скопје или во Македонија. Ако веќе мора да излегуваат, не би било лошо да користат заштитни маски, ама не поквалитетните необични маски. Сепак тука е проблем, бидејќи тие потешко вдишуваат и со маската потешко ќе може да вдишат воздух. Апсолутно маската не ги заштитува од ситните честици, па и од вирусите.
Но барем некаква заштита да имаат пациентите, али број еден е да избегнуваат да се движат, поготово во вечерните часови. И што ви покажува праксата, колку се придржуваат лицата со ХОП на вакви препораки, колку доаѓаат да имаат потреба од болничка хоспитализација поради нели намалената белодробна функција? Па сега, за жал, сега не е сезона, како што викаме. Ние сега имам многу пациенти, баш поради и вирусите, и поради загадениот воздух, но не може да го окривиме само загадениот воздух. Ризик број еден е пушењето цигари. Тука пациентите не се придржуваат. Може би повеќе се придржуваат да не излегуваат од дома за поради воздухот што е загаден, но многу тешко ги оставаат цигарите, а за жал во развиените земји дури 80% помеѓу 70 и 80% од пациентите развиваат ХОП баш поради пушењето. Доктор Каркински е пластично лице со ХОП што има 30% функција, белодробна функција и пуши цигари. Што значи тоа? Јас не сум бил никогаш пушач. И апсолутно лек број еден за овие пациенти, прв лек е прекин на пушење. За жал, многу ретко пациентите го применуваат овој лек. Мора да си помогнат самите на себе, за да може ние да им помогнеме. Стварно, пациентите со 30% функција имаат многу ограничени движења. Може да се движат од дома, да се симнат доле до продавница, да купат нешто и да се вратат. И не ми е јасно, кога знаат дека цигарите им се штетни, зашто не прекинуваат да пушат. За жал, не се придржуваат кон оваа мерка. Сега споменавте колку се ограничени движењата нели на лица кои што имаат намалена белодробна функција. Тоа претпоставувам нели и делот она анамнезата која што ја правите кога се дијагностицира хронично обструктивна белодробна болест. Зошто во многу случаи многу во подоцнежна фаза се открива ХОП кај пациентите? Вака. Ние хроничната обструктивна белодробна болест ја дијагностицираме со анамнези преглед, значи со клиничката слика со пациентот и со спирометрија. Да, тоа ќе го зборуваме, да. Е дијагностичка алатка која ни помага да одредиме тежината на ХОП-от. Според тежината поделен е ХОП-от во 4 стадии. Има лесен, среден, тежок и многу тежок. Тие со лесен стадиум, кога највеќе може да им помогнеме, кога само со прекин на пушењето и со промена на животниот стил, да, може да го прекинат хроничната обструктивна болест да прогредира во потежок степен. Апсолутно сте управо, тие не доаѓаат. Ќе продолжиме за другите стадиуми, нели и оној најтешкиот кој што е и најопасен. Еве да им дадеме предност на гледачите, веќе имаме гледачи. Повелете во програма сте. Добро утро, повелете. Ве молам, се јавувам за мојот сопруг. Мојот сопруг боледува од ХОП веќе повеќе од 10 години и многу поише. Не е пушач веќе 20 години со стентје, меѓутоа се вакцинира од грип вакцина, меѓутоа секоја година, декември и јануар, добива таква кашлица со испљувок, со изобилие на голем испљувок. Редовно оди на контроли на клиниката за пулмологија и алергологија, со фостерје, со ветолин, со риноко, за таблетите алергија. Меѓутоа, декември и јануар се страшни, со страшно кашлање. Сега пиеше баш, сега со мамет и веќе не знам, сега денеска се спремаме доди ме хематичниот лекар, не знаеме веќе што да правиме. Така. Еве има некоја граница, доктор Каркински, токму овие 2 месеци да може да бидат, еве така да кажеме? Баш како што кажа гледачката, со зголемување на искашлокот спутумот, тоа е веќе
екзацербација или влошување на хроничната опструктивна белодробна болест. Значи, овие пациенти си имат хобот, си го имат константно, но кога баш ќе се зголеми кашлицата, кој се зголеми продукцијата на спутум и кој се зголеми диспнејата или глад за воздухот, значи тогаш имаме екзацербација. И таа треба да се лекува, бидејќи тие екзацербации за жал ги оштетуваат многу белите дробови и ги носат пациентите во смрт. Сега, екзацербацијата може да настане поради бактерии, затоа антибиотиците делуваат. Но најчесто настанува поради вируси. Осебно грипот, во декември, јануари, каде што имаме лек Тамифлу за да помогнеме, и тоа во првите неколку дена ако се даде. За другите вируси, за жал, нема некоја посебна одбрана или лек да се дава за да се помогне на пациентите. Имаме проблем со повозрастни пациенти, да кажеме баби и дедовци кои чуваат деца од градинка или од школа. Тие децата ќе добијат безазлена настинка, ама кои ќе им пренесат на бабите и дедовците, тогаш што е многу тешко. Зашто? Еве како што кажа гледачката, сумамет. Можда не се работела за бактеријска инфекција, така да сумаметот, ако не е бактеријска инфекција, нема да помогне. Едноставно, пошто слушнав дека земал Фостер, треба да се додаде уште еден лек, тој што е еден спреј, тиотропиум или спирива, не знам дали го зема или не го зема тој лек, пациентот, и за жал колку што може да се пази во тие месеци. Во тие месеци ги споменав, тоа се баш месеците кога ние сезоната на вируси, на магли, на загаденост, сите тие се ризик фактори. Ја се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете во програма сте? Поздрав до вас и до доктор. Ви благодариме. Така, сакам да прашам, за ќерка ми има 45 години, она има алергија на влага, магла и има пумпица, она има малку и на пуќата така како почетна астма. Сега колку делува ова загаденост и маскава, и маглава, и носи маска, имаме прочистувачи дома и на работа, и дали има дополнителни заштити, сакам да го прашам докторот. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еви алергија и почетна астма. Значи, како што кажа гледачката, овде се работи за астма, не се работи за хронична опструктивна белодробна болест. Кај астмата е добро што функцијата на белите дробови кога има таков напад паѓа, но со третман со лекови, а и без лекови после функцијата кај белите дробови се враќа на нормала. Тоа е разликата меѓу астмата и хобот. Кај хобот функцијата на белите дробови паѓа и никогаш не се враќа на претходната како што била. Алергија на магла, нема алергија на магла, тоа е честиците исто како кај хобот. Астмата исто е хронично воспаление на дишниот пат и честиците исто како хобот влегуваат во дишните патишта и прават воспаление. Мојот совет е редовно да си зема Фостер како што ако земала и како што земала до сега. Фостерот може да го се зема 2 пати саба или 2 пати навечер, по потреба ако има влошување може да се земе уште еднаш, 2 или 3 пати павчиња да земе пациентката, и треба да направи испитување за алергии. Дали е алергична на домашна прашина, на трева, на дрва, куче, маче. А иначе како маглата, тоа не е алергија, него механички смета. Така. Еве, јас се надевам дека и ова наша гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодариме, повелете. Едно прашање, јас хроничен бронхит имам. Пред една недела имав кијавица многу. Ми престана тоа, неам болки ништо, само кашлам и шлајмо ми ваѓам. Не можам да спијам цела ноќ. Шекерашка сум и тоа све. Да ви кажам, ногите, коските, све ме бола. Тоа ме прашувам.
што да правам, сум пиела мукоплан, тоа чурупче го купив со пари. Малте ме олесна нашла, ема би секој ден, секој ноќ. Кашлам, тоа само ме гуши, ме хрчам. А имате некоја друга терапија да ви е дадена од лекар? А монофилинот ги пијам само... А монофилин само пијам. Така. Еве, не е хоп, меѓутоа и хроничен бронхит се... Па добро, еве како што кажа пациентката, сега не можам да сватам баш диагнозата дали е хоп или не е хоп или дали нешто Хроничен бронхит, кажа, или, да. или астма. Аминофилинот ако не земе спречења, најверојатно не е диагностицирано до сега за хоп, нели дали има или нема. Така. Така да не би било лошо ако сака пациентката нека дојде на Институтот за белодробни заболувања да се доиследи. Да се доиследи, да видиме што е диагнозата, па после да препишеме соодветна терапија, да. Бидејќи она спомена мукоплант, меѓутоа тие се оние препарати за искашлување за кашлици. Да. Така. Доктор Каркински, ја споменавме нели таа прва фаза која што ја споменавте, каде што и не доаѓаат затоа што мисля дека не им е ништо. Меѓутоа што веќе кога ќе стигнеме еве и втората можеби е поблага, меѓутоа третата и четвртата колку се сериозни? Има трудови, нели странски трудови кај што дават податок дека 45% од пациентите првата диагноза на хоп ја добиваат кога веќе ќе се хоспитализираат, кога ќе влезат во болница. Значи малтене 50% од пациентите што имаат хоп нит знаат дека имаат хоп, туку кога ќе дојдат во болница, кога ќе легнат, тогаш им се дава диагноза дека имаат хронична обструктивна белодробна болест. Значи, пациенти над 40 години, повеќето мажи, мада и жени, кои се пушачи, кои имаат кашлица, баш како што кажа гледачите, со зголемена продукција на спутум, кои имаат глад за воздух, тие се сомнителни за хронична обструктивна белодробна болест. И искрен да бидам, пациентите знаат дека нешто не е во ред со нив, пишува се убаво и на цигарите што предизвикува пушењето, ама се плашат да дојдат. Проблемот кај сите пациенти, не само за хоп, мислат дека болеста ќе помине ако ја стават под тепих. За жал тоа не се случува во медицината. Болеста само може да се влоши, било која болест. Само може да се Дали тоа влоши. значи, доктор Каркински, се извинувам што ве прекинувам, дека сите што се нели пушачи, еве што споменавте над 40 годишна возраст, кога имаат кашлица па и не мора да имаат глад за воздух, треба да посетат пулмолог и да се направат нели тие основните дијагностички испитувања и исследувања како што е спирометријата. Вака, според како еден вид скрининг. Според БОЛ студијата над 40 години 10% од популацијата има хоп. Значи секој 10-ти човек има хронична обструктивна белодробна болест. И многу е субдиагностицирана болеста. Пациентите апсолутно ако имаат вакви симптоми треба да дојдат да се прегледаат. Па да видиме дали се работи за хроничен бронхит, дали се работи за хронична обструктивна белодробна или само за некој обструктивен синдром кога се случил еднаш или два пати, кој не може да дадеме диагноза за хоп, но навремената диагностика стварно многу помага за да не дојдат пациентите во тие тешки стадии. Со многу намалена белодробна функција. Дали исто така како едно од предупредувањата или сигналите кои што значат дека треба да се посети пулмолог, еве пак ќе се надоврзам пушачи над 40 годишна возраст, меѓутоа и брзо се заморуваат дали покачување по скали или при трчање, меѓутоа си го припишуваат тој замор на еве на брзањето или на Апсолутно. Вака се. Пошто сум голем противник за пушењето, чисто да кажам, значи, луѓето што пушат не се разболуваат сите од хронична белодробна болест. Но цигарите првенствено делуваат на кардиоваскуларниот систем, значи оштетуваат
крвни садови, па затоа имаме покачен крвен притисок, ги оштетуваат крвните садови на срцето, па затоа имаме инфаркти, имаме мозочни удари. Прво е таа патека. Другата патека имаме хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест и на крај карцином на бели дробови. Така да пациентите што пушат имаат широк диапазон на болести кои може да се разболат поради пушењето на цигарите. Така да заморот колку што ги оштетува белите дробови, толку го оштетува и срцето и крвните садови и цигарите. Така да заморот може да се препише, пошто срцето и белите дробови се едно до друго, да кажеме заеднички систем. Така да може да се должи и на попуштањето на срцето, а и на оштетување на белите дробови. Исто така, освен цигарите, како што вие кажувате, се главен виновник за хроничната обструктивна болест и влошувањето на незината состојба, колку исто така може да предизвика влошување на хоп и недоволен сон, затоа што може би и кашлаат и не може да спиат, меѓутоа тој замор и недоволен сон исто така да биде причина за влошување на хроничната болест. Сонот си е посебна приказна за себе. Сите функции или сите системи во човечкото тело се битни, но сонот е многу битен за да се одмори и мозокот и телото за утредента да може да функционира. Пациентите, баш поради тоа кашлицата, сонот им се фрагментира, им се сече. И не можат тие да влезат во длабок сон и да одморат. И се каде имаат нарушена белодробна функција, не се ни наспани. За жал, ова болест не е само проблем со сонот, бидејќи во потешките стадиуми и фаќи пациенти депресија. А депресијата многу тешко се лекува. Да, истото тоа го зборувавме и кога зборувавме за слип апнеата, дека таквите последици. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавам од Евгелија. Повелете. Видете, докторе, јас и овој момент докај се јавувам, користам терапија со овет и пробиотик. Меѓутоа, се уште, јас не сум пушач, тоа да знаете. Меѓутоа, докторот ми препишуваше терапија со инфузија, интернист. Каде нас немаме пулмолог во Гергелија, ми препишуваше со инфузија. Меѓутоа, ја одбив инфузијата затоа што сум со еден екстремитет и некој пат вените немам вени на левата рака, другата десната ми ампутирана. Така да не можам да користам таквата терапија, пошто многу боцка и сака до кај се најде вената, цела рака лом ми ја прават, така да не можам тоа. И ова со моментот да ви кажете колку е ефектен, ево утре го пијам последното апче и пробиотикот ќе треба да се јавам утре на контрола. Кажете ми колку е ефикасен и колку помага овој со момент. Тоа сакам да... А само да ми кажете за која диагноза ви го дадоа овој антибиотик? Ми дадоа од ИСУ. Бе преладен многу, немав јас некој симптом на бронхит или нешто, од јас сепак имав пневмонија, мланска година пневмонија, така и користе после беше инфузија ми дадоа, и користе на сила, пошто за еден екстремитет, со тоа се служам и така. Да, ве разбравме, да. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве пневмонија кога веќе имаат. Како што го разбра пациентот се работи за настинка. Еве чисто за сите пациенти ме прашуваат овој антибиотик бил јак, овој антибиотик бил слаб, не ќе со тој. Значи нема јак или слаб антибиотик. Има антибиотик кој делува на тој тип на бактерии или антибиотик кој делува на тој тип на бактерии. Ако докторите работиме, значи емпириски, како мислиме, дека можеби некој предизвикувач во зависност од епидемиолошката слика, даме одреден антибиотик, што не значи дека 100% го покриваме ние пациентот.
Второ прашање дали е бактерија или дали е вирус. Да. Антибиотиците не делуваат. Не знаеме дали му е направен антибиограм, меѓутоа претпоставам поради прележена пневмонија, можеби затоа. Не знам, али сумамедот е антибиотик кој има и продолжено дејство, така да кога ќе прекине, делува уште неколку дена. Така. Еве, јас се надевам дека го слушна одговорот нашиот гледач. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Ваш гледач, поздрав до вас и докторот. Ви благодариме, повелете. Јас сум со тешка болест. Пулмофиброза имам. Добро. На возраст од 70 години. Ве слушаме, Прележано повелете. имам ковид. Значи, прележано ковид. Пушач бев 40 на години. Еве 10 години кај што го имам оставено тутунот. Бев во Скопје. Која ви е дилемата? Што сакате да го консултирате нашиот гостин? Па со пулмофиброза сум и под кислородна поддршка сум преку цел ден. Така. Ево, предпоставам дека Да. по диагнозите. Вака сега. Прво е битно таа пулмонална или белодобра фиброза од што настанала. Прво прашувам професија, нели? Пошто еве тоа не го спомнавме, за развој на ХОП имаме и професионален ризик ако работат во рудници, во фабрики кај што има химикали. Прво, ете тоа исто може да се праша и пациентот да види дали 40 години бил пушач. Да. За идиопатска пулмонална фиброза, каде што не се знае причината од што настанала, на клиниката за пулмологија постојат антифиброзни лекови. Тие се во групата спаѓаат во групата на ретки болести и таму и се многу скапи лекови кои се даваат на клиниката за пулмологија на товар на фондот но потребна е таа идиопатска пулмонална фиброза да ја има пациентот за да може да ги добие на товар на фондот. Тоа е едната од опциите што би можел да направи пациентот, значи да дојде на клиника за пулмологија и да направи доиследување, да видиме дали тоа ако е фиброзата секундарна од нешто друго е настаната. Значи имаме такви со ковид пациенти, ако е настаната од како последица на ковид, тогаш тие лекови послабо помагаат. Сега пациентот, како што раздрав, е со кислородна поддршка. За жал, белите дробови кај фиброзата, тоа се лузни во белите дробови. И нови бели дробови не растат. Затоа пациентите треба да си го чуваат телото. Во секој случај треба да се јави на пулмологија, да се утврди кој е. Доктор Каркински, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, ве за крај би ве прашала ваш совет како пулмолог до оние кои што имаат хронична кашлица и отежното дишење. Па посекако како што кажав, ризик факторот се цигарите. Да видат да расчистат со главата што ќе прават со нив. Ако дефиниција за хроничен бронхит е хронична кашлица која се јавува 3 месеци, 2 години поред. Кај пушачи, секој трет пушач има хроничен бронхит, а над 60 години може и секој втор. Тоа е хронична кашлица. Баш како што кажа пациентите, ако има продукција на спутум или ако има глад за воздух, тогаш треба да се јават на пулмолог или на интернист или на пулмолог, да се направи една спирометрија и да се види
состојбата. Значи да не се занемаруваат симптомите ве како што споменавте, па и навреме да се посети пулмолог, не да се стигне до тие третите и четвртите стадиуми кои што се многу потешки. Доктор Каркински, ни помина времето на денешната емисија. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин, што ве зборувавме за оваа тема. Знам дека и по самите гледачи дека често имаме проблеми такви со обструкции, дали хоп, дали астма и вредат вакви совети како да си помогнат барем самите себе. Благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.